Тоа што сега сакаме е да го прикаже власта како некаква реформа која што започнува со разрешување на членовите, односно со интерпелација на членовите на Судскиот совет, не представува ништо друго, туку упат во тој уставен поредок, би рекол, во кој што законодавната власт сериозно се надметнува или сака да изврши притисок над судската власт. И сега ако ме прашате дали треба да има реформи, треба да има реформи. И тие се клучните работи, меѓутоа реформите не започнуваат со тоа што вие ќе имате интерпелација за 5 члена на Судскиот совет, од кои што 13 члена се вкупно, вие ќе имате 5, оставате 8 судии кои што се внатре. Ако некој допринел за нискиот рейтинг и така натаму, се судиите се тие кои судат. Сметам дека ако сакаме реформа, владата мора да излезе со план, да видиме кој е планот, како да се направи таа реформа, што треба да се промени во законскиот текст и секако на крај ќе дојдат човечките ресурси со кои што располагаме за да се реализира една таква реформа. Ние кажавме многу јасно, подаваме рака на власта во однос на спроведување на сериозни реформи. Меѓутоа, ова е еден жесток упад што досега се нема случајно во државата во однос на законодавната врз судската власт.